Ротација и прераспределба на министри и функции. Нати го дај ми го со ресори. Весела математика. Владата на Ковачевски со влезот на Таравари останува на стаклени ноза. Иако многу скапо ги плати 8 пратеници на Алијансата, тој по се изгледа ќе остане со тенко мнозинство, со едва и над 60 на пратеника. Додека Гаши се мисли дали со своите четворица пратеници да остане во владата, нов удар доаѓа од фракционерите на ДУИ, кои рекоа дека нема да ја гласаат новата влада, која ја нарекоа Сојуз за спас на Груби. Ова парламентарно мнозинство што се формира, а на кое му е дадено името Сојуз на Европа, всушност представува, а и може да се нарече Сојуз на спас на Артан Груби. Не, нема да гласам за него, ќе бидам против таа влада. И ќе ги кажа моите ставови и ќе чекам да ги видам програмите на кандидатите за министри. Фракцијата на Меджити во моментов ја поддржуваат само двајца пратеници, но се надеваат дека поддршка ќе добијат од уште четворица. Доколку се оствари оваа закана, тогаш без пратениците на алтернатива и овие на ДУИ, Ковачевски ќе има поддршка од едва 61 пратеник, што е на самата граница и е за двајца помалку од она што го има сега. Практично премиерот доби 8 гласа, а би загубил 12. Дека Меджити располага со повеќе од двајца пратеника, вели внукот на Али Ахмети, Фатмир Лимани, кој дури соопшти и имиња. Состојбата со владеачкото мнозинство е кревко и тоа е затоа што власта ги нема потребните бројки на пратеници. Нема двајца, Кастриот Реджепи, Зејди Коджаджику и Зети. Има уште двајца пратеници кои не излегуваат, не се појавуваат. Ги знаеме, но нема да бидат дел од разговорот вечерва и не е конкретно да ги споменуваме. Ваквото тенко мнозинство од само 61 пратеник е проблематично и тоа нема да го одблокира собранието. Во исто време, за сега Ковачевски не е на чисто ниту со неговите коалициони партнери од помалите партии, кои барем за сега официјално за договорот меѓу премиерот и Таравари не се изјаснија дали ќе го притиснат копчето за.